Дечки, здраво живо. Викам дечки затоа што нели им мафтам на згодните девојки, ама ова ќе биде малце по машко издание, затоа што во оваа епизода ќе се занимаваме со ситуацијата, со циклусот, со проблемот, со начелото како да им се бендисаш на нејзините родители. Кога зборам нејзините, зборам за вашата девојка. Секој од вас знам дека имал такво искуство. Не со девојка, туку имал искуство да ќари нешто така добро, што сака да го задржи. Задржување е поим кога, нели, си одите 5, 6, 7, 8 години сте веќе фатени, сите нивоа сте ги поминале и време е за следниот чекор. Ниво на запознавање со нејзините. Многу битна ситуација. Навидум вака изгледа демек голема работа. Ќе отидеш, ќе къснеш нешто и ќе бркаш работа и нели ќе го направиш тој клучен муабет. Ама тука паѓаат неискусните. Многу од вас кои го имаат поминато ова премрежја, знаат зашто правам муабет. Обично, првите 10 години, додека се забавувате, се избегнува мајка и, татко и, може некојаш ќе го сретнете пред зграда како фрла ѓубре, ќе се направиш дека не го гледаш, нели, може нема да бидеш избричен, може ќе биде среден, може не, но секогаш има еден благо закрвен поглед од таткото кој ја испраќа ќерката на тераса во некоја голема населба и загледува во далечината како ти со твоето југо или не е битно, онака го кажувам, автомобилот тотално ирелевантен, заминувате во далечината и ноќта е пред вас, а неговата ќерка е на вашето совозачко седиште. За да не забегаме многу во расплинување, да бидам краток и да го поделам она што ми е план да го споделам со вас на два дела. Едниот е како треба, вториот е опозитен или опортун на овој, како не треба да изгледате, значи кој стайлинг е добро намерен, а кој стайлинг и финти се ултра паѓачки и муабет кој не го бива или паѓате и нема да се растури одма вашата врска, но за некои 3,5 недели се паѓа во вода. Зборам за некои методи, сега нели живееме во брзо време, време на комуникации, време на тетоважи, време на лесни средства за подигнување на сериозноста на врската и најчесто може да се падне при, например, секој од вас е нормален и луѓе што се нормални имаат тетоважи, може да се падне на таа тема. Значи, тетоважите длабоко ќе ги сокриете и покриете. Ќе одите на стабилна слика, ќе зрачите позитивно, но не многу, не ни да бидете тапа фраери, ама не па и да се опуштате во некој филм дека правите 100.000 евра, шлепери, камиони, граници, дзинго и не знам што. Ова го ставив чисто ради спорт. Ќе ви покажам како треба, а како не треба, вклучувајќи го и стайлингот. Брада, цвикери, марами, рокерски амбиенти, фармерки, чизми, трски, тенис ракети, ракети во било која форма, оставате у гепек и одите на ручек или одите да ве бендисаат нејзините родители. Еве како. Дечки, значи ова е лукот, ова е стайлингот, ова е примерот како треба да изгледате за да работата оди во ваша корист. Кога сме кај, значи, овој стайлинг, на прва одма се открива дека има висок елементи, односно комплетно е различна сликата од пред некоја минута. Прво и основно правило, хигиена на високо ниво. Ногти исечени, црнки извадени на стана, ставени за додатна употреба после. Сега, некои тетоважи нема да може да ги скриете. Значи, ќе одите тактички да не размислувате за она што е ваш недостаток. Многу е умно да
Нови чорапи, од тие 3 за 100. Значи, пуштете новчаник, фрлете некоја инвестиција, ќе ви се врати многу кратно, утре ден. Чорапа, фармерка, пегла, запеглано, нели, кошулче, мајче, никако не се оди со празни раце. Тоа знам дека знаете, ама сепак да ве потсетам. Значи да има нешто за сите. Татко, мајка, госпоѓа и така натаму, има и елемент на муабет кој ќе ви го кажам, кој мора да биде однапред сигурен. Што е многу исто битно и не смеете да ја промашите тука работата. Здив. Ако ви се замаглуваат на очарите, а тоа е веќе втор степен на она што сакам да ви го кажам, значи дека здивот е перфектен, влажноста е окей, ќе без многу возбуда ќе разговарате за да не плюкате и многу е битно да си носите читкичка за зъби мастика која што ќе ја плукнете непосредно пред да затропате на врата. На очара, дури да немате диоптер, ставајте цвикера, го дига нивото на интелигенција за 0,5% гарантирано, ова е и докажано научно. Значи, избањати, спремни и подготвени за авантурата на бендисување, односно како да ве бендисаат нејзините. Тропате без многу агресија. Ако има звоно, одлично. Еднаш, па уште еднаш. Броите 3 секунди меѓу двете звонења. Ако тропкате, шуив мафтам у ваздух, ова врска нема, сега ќе ви покажам уствари. Аристократски. Веќе сме внатре, значи теренот е веќе во игра, освоено е. Неколку елементи многу битни. На самиот влез сите имаме прецови. Во таа просторија ќе инсистирате да се соблечете по чорапи. За чорапите дискутиравме. Нови и ги носите кондурите кои најмалку мирисаат за да нема помор на буба шваби тамо по тоа инсектицидите и овој муабет не е битен. Одиме на главното. Некои тетоважи ќе мора да ги скриете со силување. Значи, марамче, ако има на рака, како кај мене во случај, ќе си наместите позиција на малте не плава крв, кралица аспект. Во прецовје, ќе ги соблечете кондурите, па дури и да ви речат, не, кај нас не се соблакаат, па наши сме, па нема проблем, влезете, ајде прв пат ни доаѓате во куќа, не. Вие со строг поглед, ќе речете не, јас сум воспитан човек од домакинска куќа и соблакате кондура. Најчесто ви даваат папуча. Никако да реагирате каква е папучата. Се случува да се прошетаат оние, ви текнели на 70-тите и она безпрекорна папуча која прави најубав звук додека вие се движите кон тоалетот, например, од Сабајле. Да не забегувам. Папучата на нога и многу битна работа која не смее да ви се случи, односно да се издадете. Вие сте биле кај неа дома многу пати. Секојаш кога прават зимница, турши, луѓето биле на одмор, нормално е дека секој прав фраер се уселува кај девојка му дома. Битно е да се правите дека прв пат го гледате просторот. Не да се заодиш тамо како што знаеш и не знам опуштено, туку неколку коментари на тема, леле, како ви окречено, фирма ви кречи или сами го решавате просторов? Неколку комплименти. Стручњаци ли ви помагаат? Ова по фенг шуи се гледа дека едно вие одредивте кај да стои боите и дезените во собава. Некои, ова се предолги прашања кои јас ви ги давам само кратко како Рафал, а вие ќе ги поставувате непосредно, значи не вие да прашувате цело време. Но муабетот да си оди додека прелетувате до просторот кај што ќе седнете, е многу битно да има лежерен муабет. Значи, кречење, фенг шуи, простор, милје. Ако има милје на маса, ако има сигурно, обавезно прашувате рачна изработка или индустријска? Таа ви вели рачна. Се гледаме, господи. Сакав да кажам, но ајде велам да прашам.
Друга ситуација кај што може да се падне, односно да падне се у вода е да, например, мојата имагинарна, замислена девојка, имагинарна, велам, бидејќи е многу така фенси збор и да ве подсетам, за малце ке заборев, треба да употребувате комплицирани зборови. Например, леле, ама луминесцентно ви ова атриум ли е или предсобје, шо е работава? Тоа не ги збунува постарите луѓе, но оддава впечаток дека имате прочитано 5 книги и сигурно 2 кувара тие народните. Значи, реминисценција, илуминација. Не одете понатаму, пошто ќе ве навеле на канализација, тоа не е баш добро, бидејќи се мешате у инфраструктура. Си стоите на концептот на керката и освојување на родителите. Ултра битно е да не пристапите на мојата имагинарна девојка Кате, не смее да има никаков контакт со мене. Значи, таму залапуење, гушкање, фаќање, ударање со Кате, било каков сензибилен body language, не. Избегнувајте англиски, бидејќи најчесто постарата генерација има учено од странски јазици, руски и француски, така што не ги плеткајте работите, нека биде simple. Или keep it simple. Кате ќе седне до вас. Кате никогаш нема да смее да ве погледне директно во очи, ниту вие в неа, бидејќи ќе дојде до опуштање и до лигавање пред низините родители, што е крајно проблематично. Кога ќе ве прашаат, гладни сте, прв како топ одговор викате не, благодарам, ама може да се напијам нешто. Ќе ви понудат секакви варијанти, одбирате кафе. Кога кафето ќе дојде, обавезно ќе фрлите добар му... Леле, каква тацна кина, нели? Таа ќе каже, да, не е ни битен одговорот, битно е дека вие практично ќе го поставите прашањето кога сте биле во кина и цело време тацни сте гледале таму. Ова е грешка, обрнете внимание. Вака, не. Позиција, шолјата и тацната мора да бидат цело време во споена состојба. Прстот се позиционира, да не ве учам, тоа го знаете, сателитското кафе со прст истегнат на страна и многу кратко го дигате шуличето, правите ова. Приметувате така, нема ефекти од типот на па завесата да мрда таму. Не, шмркање, односно усисување и испуштање на било какви вишок воздушни маси од вашето тело, од било која дупка. Не. Скрстена нога евентуално може, но одредено време и секогаш кога вие одговарате на прашањата. Да се разбереме. Кафето, неверојатно вкусно кафе. Ја не знам како сте ми го погодиле, тоа го упатувате како комплимент кон господјата. Може да направите шега, да му речете на господинот, вие го правевте кафето? Таа ќе се уплетка одма и ќе рече, не, ѓоко мој никогаш не знае да го погоди кафето и вие тука ќе се надоградите одма. Значи, треба да ја осетите енергетската структура и да видите кој од нив двајца се пали поише на вас. Односно, кој се пали. Кој е поопуштен, кој навива за вас. Едниот од нив двајца нема да биде многу слободен, значи, вие директно се лепите со енергија за мама, ако она го правело кафето, после 10 минути може погрешка да ја речете, мамо, Марија, извини, многу некако сте ми блиски и осеќам некоја ваква енергија. Не е чудо што керка ви ваша 8 години оди со мене. Мислам, ДНК е ДНК. Може кога ќе кажете ДНК да ставите и рибонуклеинска киселина, нешто, РНК, хромозоми, ама да не се забегува. Ова го кажувам само како општо знаење да оди муабетот. Кафето погодено, од истото и ние дома правиме. Исто, едно со едно лажица и така натаму и доаѓаме до клучниот момент кај што нели ќе треба да се поразговара малце за некои посериозни работи од типот на што работиш ќе те праша. Обично ако она ти е понаклонета, татко ќе те праша ај сега да го направиме тој битниот муабет. Кај ќе живеете? У прва рунда не му кажуваш ништо, прво и да имате некој пакет спакува, не знам што, не го правиш цел муабет тука, бидејќи вешто се вадиш на
контраофанзива. Значи на секоја офанзива од нивна страна ти спремаш бекап и викаш битно е тоа прашање, ама дозволете ми да ви раскажам прво како стојат работиве во романтична фаза. Колку јас, вашата Кате, ја сакам. Одушевен сум секогаш кога сум со неа. Муабетот ни оди многу добро. Филмови гледаме скоро у исто време, кога сме заедно, и ако гледаме филм, и не ги заспивам во принцип главните вести на вашата омилена телевизија. Тука кога сме кај вести, ќе одредите од која политичка партија дува ветрот у станот. Тоа може и преку Кате да се осети, преку неколку трик прашања, например. Сега едноставно е да не одам со конкретни работи и да не ја мешам најдосадната работа на планетава политика, но ако гледате дека човеков татко и гори нешто се пали на лева и на десни, вие сте у средина. Давате малце гориво за да се, нели, за да согорува, ама никако не го поддржувате до крај. 80% викате дека е управо. И да не е управо, управо е. Тој муабет може да донесе еден друг проблем. Пушење. И тоа не политичко, него никотинско. Ви се пуши, ви се плаче. Кафе со цигара, веги корне, арно, ама мушко срце вика не пушам ја. Само што ја запознав Кате ваша, ги оставив цигарите. Нема поезија, мислам, нема човек за што да се нервира за да запали цигара. Они тука благо се насмевнуваат, вие улетуете со уште една финта од типот на ај штетна е. Јас сакам да им играм на свадба на внуците мои и на Кате и ваши и сите заедно една приколка, крани, тобоган, пуштање, водопарк. Ги носите, значи, во други, на секој малце побитен муабет, вие ги носите и ги ширите амбиентите на гледање и ставовите на живењето. Да не ви е многу. Предлагам вака. Кога ќе дојде разговорот Кате да каже нешто, отмено и джентлменски да се загледате на кај мајка и без разлика што гледа она како и што и да најдете начин како да ја поделите комплимент. Па грешка. Да најдете начин како да ја поделите комплимент. Од типот на Кате, ваква мајка, само еднаш раѓа ваква Кате. Така ги ставате сите у игра, а човекот не смее да реагира бидејќи сте од ист пол, а истиот пол е тој посилниот, а посилниот пол треба да дели комплименти. Чиста работа. Уште една грешка. Да ремикапитулизирам. Може и да си измислувате зборови слободно, пошто е интересно, плюс тоа, ја не ги знам сите зборови, а не постои ни човек што па се знае. Значи, кога се рекапитулизира, сакам да кажам, вашето гостување не смее да забега во некои временски норми и граници, да утепате саат и пол, пошто на луѓево може се постари, може треба шекер, лекови, ручек, планови, си размислуваат, не знам, доаѓа време за ручек. На поканата, нели, договорате дека сте дојани на ручек. Никако вие не го поттикнуете тој муабет. Чекате да ве поканат и бабата во еден момент ќе рече, па ќе ручаме ли? Вие мора, значи, освен со одобрување и вокабуларно изразување или текстуално, мора да ја заклатите главата, исто како што ќе направи она. Па да каснеме, или ќе ручаме, или шубаво мирисот од преска. Ја не треба ни да јадам, да ви кажам искрено, се најадов од мирисот, но ако инсистирате, ајде, каков е планот? Ајде да не ви кажам сега, ќе ви кажам додека ручате, какви муабети се прават и како да избегнете од онаа замка на сериозни и тешки прашања. Насетувате, нели? Ке ставиме и малце зачин од оние најекстремните, сега модерните турски серии. Значи, дојдовме до суштината на вашата визита, посета или тирање гости. Како да ве бендисаат родителите на вашата долгогодишна девојка? На главното место сме. Ова само подсетување, нели?
Маса, свечаност, чаршаф, се е во игра. Многу битно е, пред да седнете на масата, да се правите удрен или будала, тоест на 3,5, некој го вика тошо, мрдната работа, но да прашате, например, вие го знаете просторот и се залетуваш на кај тераса и прашуваш навака ли беше тоалетот да измијам раце, гласно го повикаш тоа за да те чујат сите, пошто си битен, хигиенски многу си фраер, односно миеш раце. Сите ќе ти речат не, тамо ни е шпајзот, вамо е тоалетот и шибаш, миеш рака. Сега, кога сме во таа просторија, може најчесто да те поттикне самиот амбиент. Шолја, машина за перење, чешма, туш, вода, тече, движење, кинетика и може бешика да не ти, сакам да кажам, да компресирам, може да ви се прикака. Кења или фрлање преработена органска храна, го викаат најстручно кажано. Никако да не сте помислиле да го користите нивното WC. Ама не да помислувате него. Ништо не смее натаму да се движи како мисла. Бидете спремни. Затоа сме тука. Значи, ако доаѓате со кола, у гепек, ќе си ставите една кутија. Зошто? Еве зошто. Нагло ве пука серка. Кај нив не. По комши се зависи, ако живеат у зграда, мезанина, никако у лифт не доаѓа у обзир, нити па да играте на таа карта дека ќе влезеш у лифт, ќе се соблечеш, ќе стиснеш стоп, не, тоа не важи, пошто сега лифтовите проработуваат и може да ве повлече некој на шести да ве види така клекнат ражабен. Значи, у гепек ќе си ставите неколку ролни хартија кои ви требаат за други работи и една кутија и влагаш у кола. Измислуваш нешто, не знам, леле, морам до кола да одам, мобилниот ми е тамо, пуњачот ми е, ќе ме бараат од работа, некоја екстремно битна финта, со мајка ми мора да се чујам, итно ме бара. Добив порака на пејџер. Ставајте такви некои елементи ретро за да се разберете со луѓето и возете 3 до 5 километри од малото кај што сте на гости. Пошто комши ќе ве пријави некој дека се кревелите у влез, ќе дојат полиција, ќе виде срамата. Лифт, рековме не, мезанин не, подрум никако и тие најтемните места се уствари најјавни места. Тамо циркулира цел комшилук. Секој нешто бута у шпајс, у фрижидер, па точакот на едниот му фали, па тепихот на другите комши. Сакам да речам, у кола, гепек, завршувате работа, евентуално на Кате, мојата имагинарна девојка, и викате, Кате, доаѓам за 5 минути, жонглирај таму, се случи, не знам, зелени, браун тон, мораше и се враќам. Значи, ова ви го кажувам и губам време, за да бидете спремни и да не паднете на ефтина фора. Продолжуваме од рацеве, сте ги измиле рацете, не ве фатила серка, си продолжува амбиентот, ручече и освојување на емоциите на незините родители. Кога сме кај пијалок, секоја македонска традиционална куќа, која ќе ве викне на ручек, располага со ракија. Ракија да, ама во минимални количини. Прво прави живели на здравје, се чукаш со таткој, па со мајкај. Него го гледаш у око, не ја гледаш не под око, ама така понежно и значи не со ист интензитет. Со таткој си правиш, ајде да сме здрави и живи. Кога е кај господјата, приметувате. Значи, нежно е, ајде да се допре тоа. Што сакам да кажам? Джапање ракија нагло, не. Со салата малце, па пивни, па може и да направите некоја горчлива фаца, демек не сте навикнати, вие нежно типче сте, леле, ама гори, колку поише му давате шанса на незиниот татко да каже, виде, дури добар знак е ако почне да ве удара по рамо. Ако почне да прави, виде, на втората негова чаша, па и третата, ќе почне да се развива муабетот, ти се свиѓа ли ракијчето, вие се држите до една. Дури може и малце да оставите, например, од оваа димензија, оставате до овде, не го допиваш. Практично 80-тите така правеа згодни девојки со сок. Делот со супата е стартуван.
обавезно неколку комплименти. И да е бистра супа таква од кесичка, ќе кажете, леле, која правеше супава, се правите луд. Гледате на кај господинот, мајка и вика, де супата од кесичка е, не господја, значи супа, ја ваква супа, многу одамна не сум јадел и ова е потегот. Гледате директно на кај неа, да види дека уживате. Сега се правите дека уживате повише, но ова не, ова да. Ја приметувате разликата. Едното има шмрк и комшијава му се соблакаат пижамите, пошто немаат јак ластик, а од другово си е културно. Како трга муабетот? Како оди, нели, трета, четврта кај господинот, вие се држите до пола ракија, да повторам, многу е битно, знам дека повторувам, ама повторувањето е мајка на ракијата. Сега, детектирате, значи, со неа разговарате за турски серии. Ако видите дека се пали на детето и неговиот облак, на, не знам, има 15 модерни и актуелни серии, директно уфрлате некоја приказка од Турција. Сите сме биле у Истанбул. Значи, вие кога сте биле у Истанбул, толку убаво сте си поминале, одме мора да имате приказка со таксистот. Сте влегле у такси да одите до Таксим, нели? И по пут натаму, почнал таксистов да ве врти едно те исто, ови кажувам рендом приказка за да тече таму муабетот, за да го освоите незиниот човек што гледа турски серии, ужива да му разговарате за, нели, турски приказки. Приказката е дека таксистов се ве возел и сакал да ви наплати повеќе пари, но во еден момент, наместо да ве однесе во хотелот, ве мафтал низ мало и таксиметарот вртел, го застанува полицаец и полицаецот му вика: вие туристи сте, да, тогаш вие нема да платите, ово е лош, вие сте добар, он сакаше да ве украде и не знам, анекдота, хепи енд во ваша полза. Арно, ама, нели, тој муабет со таа приказка може да ја споите со некои материјални добра кои си ги имате вие како адут. Значи, може слободно да го кажете вашиот материјален статус. Сите имаме по некоја оставштина од тоа комунизмот, социјализмот. Стајате у игра бракоприколката, например. Бракото ми е веќе 25 години паркиран на Украни. Да ви кажам, гледам дека ни оди муабетот, како убаво ќе биде летос кога ни дојдете на гости, но со забелешка дека од 15 јули до 15 август ја рентате на стални муштерии од Струница. Пред 15 јули сакам да ни дојдете на гости обавезно. Мислам дека и со мајка ми, Магде, нели се викаше вашата замислена баба, со мајка ми мислам дека многу ќе ви оди муабетот, плюс тоа со моите живеам и обично заедно одиме на одмор, да не правиме трошкови. Кате си е Кате е убаво девојче, знае што е фамилиарна атмосфера, преко ќе си легнеме. Па кога ќе татко ми почне да го тегне кевето. Па, знаете, понекогаш некој ќе рече тесно приколка, не се дише, еден да прдне, сите дишат, не знам како, арно, ама има некоја чудна магија кога различни генерации општат исти одмор. Сигурно сте го кркале филмот, знам дека знаете за што изборам. Па фрлате комплимент. Не знам, ја супава јагнешка е, нели? Немој да промашуете. Они ќе ви кажат што е за јадење. Значи да не јадеш јагнешко, ќе пукаш, ќе јадеш, ќе буташ таму, уши да крцкаат. И ќе ми го дадете рецептот. Сега не директно вас да не се правите па тотален папучар, ама рецептот да биде у игра, демек на мејл, така ќе испиташ дали таа има Facebook профил, колку е IT напредна, ја бивали за вируси, каква музика слуша и некако да се фокусира само на мајка ѝ. Од време на време го ставаш и татко и у игра. Ѓоко, ајде господин, можеме на ти, така да. Ајде живели на здравје, не со таа тетовираната рака, обично практикувајте со другата и ако осетите дека човекот сака фудбал, вика навива за Милан, одме и вие за Милан. Он вика за Интер, вие Импекс. Значи,
она вие на, што сакам да кажам. Да тече муабетот, да не се примети дека не ве интересира спортот кој е негов омилен. Ако става фрла у кладилница, одма вие фрлате некоја серија од типот на ја играм 5+2 у прво и судијава дека ќе нарача шопска у второ. Нешто, демек, шега, а у исто време и горе-доле саглам тип. Во смисол на прогноза, нели? Значи, имате исти афинитет за спорт, имате исти вкус за жени. Ја подзагледувате господјата, давате комплименти, сето тоа си оди убаво, се е тоа окей и уживате во исти работи. Одморот е договорен, крани е во игра, се си тече како што треба. Одеднаш, Кате, вашата девојка, нивната керка, ви пушта ноџе под маса. Немој да паднете на ефтина финта да се драпате тамо со Кате под маса. Никако. Строг поглед кон Кате, дислоцирање на таа нога која е сексуално нападната и евентуално превртување одма на научна теза го фурате муабетот. Например, Кате ве пипа емотивно, вие викате не знам овие со политика а што направија. За да видите од каде дува ветрот у нивна фамилија. Никако не се впуштајте у многу сериозни муабети, може глобални ситуации од типот на ја поделија Украина, исто Југославија, истото, сега ете го Мајден, држ не дај, некои основни поенти ќе фрлите у игра. Путин, Мајден, Новосибирск, демократија у боја и некои такви обични работи кои не се многу жешки, а нема да го расипате апетитот на луѓето кои што ви викнале на ручек. Акцијата се усложнува. Атмосфера сериозна. Тонски се слуша само ова. Тањери, сите кјутат. Во Кочанскиот регион сакаат да кажат ангел прилета. Од Франција преведено, јас знам дека у Париз истото го зборат, само не на Кочански. Шо ми е муабетот? Кога е напнато и кога станува празно, улетуете со виц. Не многу занесен виц, никако безобразен. Например, краток и ефективен. Си биле двајца, третиот паднал у шахта. Тука гледаш кој колку брзо размислува, дали е брза или не. За Чак Норис никакво спомињање, бидејќи обично возрастната структура на твојата девојка, моја Кате, имагинарна, не знае за Чак Норис, она има стигнато до Сандокан, таму негде, тоа Блейк Карингтон, Династија, Далас и толку. Многу е битно да ги даете вашите сериозни намери, односно да покажете сериозна намера дека Кате не ви е за играчка, дека Кате ќе биде безбедна, дека таа ќе има сериозно стабилен живот, полн фрижидер, секогаш полно тавче и ќе има што да прави по дома. Ако не и најдете работа од прва, мора да даете осврт, амбиција дека заработувате, од прилика не забегувајте со цена, немој да лупате некои цени, после да треба поземувате пари за да го оправдате високиот лајфстайл што сте го презентирале на првиот ручек, а не може да го повлечете муабетот. Значи, бидете коректни. Ако не работите ништо, слободно кажете дека 300 евра ви е платата. И измисли нешто, работам на шалтер, тешко е, не е лесно, луѓе, знаеш, проблеми, депра, не знам, криза, ама се живее. Срк. Ако работите вистински, не смеете да имате плата над 500 евра. Пошто и да имате над 500 евра, ќе дојде до опуштање на нивна фамилија и до непотребни трошоци кои ќе треба вие да ги покриете, а тоа директно ќе се одрази на неплаќање сметки. Неплатени сметки го ширите кругот на пријатели во погрешна насока, сакам да речам, се запознавате со нов извршител, со неговиот адвокат, па ќе дојде тој поштарот што ги носи тие, нели, опомените. Па тој е ротирачки човек. Зашо бе да го замарате системот? Од готово белја вересија никако. Значи, се движите до 500. Како заработувате? Па има и хонорарни некои издатоци, се фаќа горе, доле, лево, десно,
уигра сме, живот. Давајте некои такви, се тече, се менува, паушални реченици. Не знам, брат за брат, ролка уз врат, некои што се познати, ама и ги користат стари, ама ги знаат и младите. Круша под круша паѓа. Ќе загледате господјата, ќе загледате Кате, ќе кажете Кате, ти си далеку од круша, те сака мојава душа. Пример. Откако ќе ги дадете вашите бизнис афинитети и ќе кажете дека нели сте момче кое знае што прави, штедлив, не е растрошен, дајте слободно фрлете една еколошка амбиција дека секој вторник и петок и помагате на вашата мајка, одите заедно на зелен пазар и без разлика каква боја е пазарот, вие сте асистентот. Не купувате од најскапите јаболки. Што има врска? Јаболка е јаболка. Секоја јаболка, ако е добра, има црв внатре. И зашто го плаќате црвот поскапо, ако можете поевтино? Прво ги разгледувате цените. Па правите еден круг да видите дали уште еднаш дали се добри цените. Третиот круг, ако е летно време, веќе на мајка и се подзаслошува, пустар човек, шеќер, топло, вода, па седнуете на сокче, па правите список. Ни треба кромит, зелка, морков, компир, марула и келераба. Зашто келерабата? Затоа што е здрава. Ставајте што поздрави продукти и така, одолговлекувајте ги приказните, ама па немај да траат 10 минути, немаат луѓе концентрација, постари луѓе се, значи имајте обзир и се треба да ви биде под контрола. Ако Кате сака уште една ракија, вие го ставате тоа. Ако се заџапа татко и да го пипа шишето, тука се повлекувате, бидејќи се знае кој е газда во таа куќа кај што вие се правите дека не сте биле никогаш, а уствари сте спиели и под кревет. Но не е битно. Доаѓа момент кога ручекот доаѓа до оној посериозен настап, до посериозни масноти, до оној нели главниот сегмент, супата пројде, салатата се испи, ракијата се движи, пиво одбиваш. Вино, ако Кате земе 2 голтки колку заживели, толку е врв, ама сериозно без опуштање, пошто прво со кола сте, а фраер што ја сака Кате не пие кога возиме. Не, уопште не разговараме. Такси не плаќа, пошто не ќе да биде расипи куќа. Пешки не му сиде, пошто врска нема. После свечан ручек пешки. Ќе ти искочи низ врат се што било и не било. Што сакам да кажам? Се одбива. Евентуално, ако ве понудат од бомбонерата која вие сте ја донеле, значи загледуете такви работи. Значи дека при крај на месецот, тоа и у старт не ми кажав, не се прифаќа датум за ручек околу 1 до 6, после 7, кој ќе легнат пензиите, тогаш се оди на гости, на комуникација, на дружба, на фамилиарни средби. Ставате и една многу битна работа во игра, а тоа се пријатели. Вие имате пријатели сегде, ама никогаш не им се јавувате за да ги замолите за некоја услуга, за да не им сметате. Слободно. Ставете во игра неколку битни луѓе кои ги знаат сите. Демек сте учеле со, да речеме, со главниот на водовод. Фантастичен пријател. Прво, никогаш нема да ве викнат да направиш ти услуга со главниот на водовод, што треба базен да им направи дома, тоа не можно, така натаму, но бирајте фирми кои не се многу актуелни и бирајте институции кои знаат што прават и држат до себе. Тако ви е кругот на пријатели. Какви се пријателите, такви сте и вие. На здравје. Следниот чекор, следното ниво, следната страна од ручекот е after lunch пакет, односно некои го викаат согорување на материите кои се конзумирани. Тука доаѓа десертот. За десерт мора да бидете спремни. Најчесто господјата направила некоја лења пита, вишна, бушава Кате, не знам, сите видови на колачи кои се интересни и кои се прават по дома.
парчето не смее да биде преголемо и не смеете прв да пробате од колачето. Значи, најчесто ќе следите ситуација. Таткото ќе земе гриз, мајка му ќе рече, не се испече баш од оздола, ама не, вие ќе одмah урипуете, викате, никако, ваква, не знам, ваква вишњовача, оддамна неам пробано. И ако дозволува атмосферата, и ако тргне ептен, например, испиле по ишаракија домакиниве, ќе речете, може ли да ми завиткате за дома едно парче? Ова, да не го мислам, нема може да заспиам. Неповторлива работа. Така, оддавате впечаток дека имате доверба во рацете кои го подготвувале тоа, немате проблем со инфекции, плюс пазите на својата линија. Демек за вечера, ќе вечерате коцка бушева ката, жити се. Но, сликата која оставате за себе, таа не мора да биде вистинска, може да биде делумно вистинска. Да сте здрави и живи. Значи, како секој искусен обложувач, коцкар, човек кој сака адреналин и човек кој ги знае амплитудите и тенденциите на секој нормален бонтон, доаѓа време кога вие треба да осетите точно кога ќе биде во ваша полза, добивате во муабетот, не треба да останувате вечно. Не смее гостувањето да трае подолго од предвиденото. Односно, еве нека биде мал репер, 15 минути после десертот, вие викате, епа, време е, морам да одам. Во предсобје, немој да ме фати таа финтата 25 минути, па вие ќе дојдете сега, па ај, вие сте наред, па сега знаеш кај сме, па се запознавме, па треба. Значи, бидете кратки, конкретни и концизни. Во смисол, многу ми е драго дека се запознавме и тоа, правите муабет додека ги паркирате папучките, облакате чизма, помагалата се тука секако. Значи, додека разговарате, Кате, ќе ја замолите малце да ве испрати, нели, Кате, ти ќе ме испратиш до лифт, Господја, значи, ваков ручек, ваква супа, вакво свинско рагу со ананас, никогаш не би предпоставувал дека ќе биде волку вкусно. Ги повторувате комплиментите за јадењето, по некоја шега со таткото, може да фрлите и некоја да пукне мајсторе, значи, човек, така, што по-традиционални изрази, тоа побрзо, не мора многу долго да ви трае облакањето кон дури, тоа ви го реков. И на господјата обавезно ќе направите некои од тие джентлменските гегови. В смисол, бакнувам рака, мадам, ваква господја може да произведе ништо подобро ни ништо полошо од моја Кате. Значи, моја Кате како припадност, ја ставате веќе во игра, дека тие се слагаат Кате официјално да биде ваша. Вие сте Катин, Кате е ваша. И така натаму, со тоа што не смеете да се свртите и да отидете едноставно, туку полека, вртни се, сврти се. Веќе ми недостасувате. Колку сте пријатни вие. А бре, луѓе, дали вистински сте или не сте? И не многу се, тука може да застанеш, да не забегуваш многу, бидејќи па стварно ќе те поканат на спиење, па што ќе правиш после нема бегање. Значи, Кате може да ви испрати до влез, нив им викате пријатно, се поздравувате уредно и бендисувањето е на ваша страна. Верувам дека овие совети ќе ви завршат работа, доколку негде заглавите, прегледајте го ова видео неколку пати, добро за, нели, во принцип, повторувањето е мајка на знаењето, а знаењето нема никаква врска со моја Кате, која мајка и татко ги запознав денеска и убаво си поминав. Ви благодарам, се гледаме во идното антихелперско шоу. Поздрав! Врзуваш кајш, пред да врзуваш кајш, палиш цигара, ти се пуши, ти се плача, палиш 2, 3 цигари, 5, само да ви кажам дека ручек, ракија, салата, муабет, десерт, испраќање, доаѓање, примери, плетење, све сте завршиле. Не смеете да заборавите кутијата од гепек. Многу битно, првиот контейнер
да се, нели, фрли тоа што не треба и викате на Кате влагај, идеме љубовно гнездо, Кате пали ти една цигара и затвори прозор да дишеме од димот, пошто не се, нели, цело попладне бевме регуларни. Вие ова не треба да го правите, ова го зборам од личен аспект. Сакав исто да ви кажам дека трнат се малце само да не подкачам со хаубата. Ече.